На денешен ден, 8 април, денеска е светски ден на ромите. 1818 година роден е германскиот хемичар Август Вилхелм фон Хофман, познат по истражувањата во органската хемија, основаче на модерната индустрија за анилински бои од катран и камен јаглен. 1893 година родена американската филмска актерка со канадско потекло Гледис Смит, позната како Мери Пикфорд, звездата на немиот филм. Незини најпознати филмови се Добриот мал ѓавол, Девојката од вчера, Една малечка, Богата девојка, Гаучо и Кокета. 1907 година Франција и Велика Британија подпишаа конвенција со која е потврдена независноста на Сиам, сегашен Тајланд. 1909 година во Прилеп е роден Круме Кепески, македонски педагог, лингвист, преведувач и собирач на македонски народни умотворби, автор на првата македонска граматика, објавена во 1946 година, коавтор со Шаип Јусуф на првата ромска граматика, објавена во 1980 година, на збирката анегдоти, хуморески легенди, Островот бил парче земја фрлен во вода, објавена во 1993 година и на многу други дела. Умре на 3 ноември 1988 година. 1936 година умре австрискиот лекар Роберт Барањи, добитник на Нобеловата награда за медицина во 1914 година. Ја расветли функцијата на вестибуларниот апарат, орган кој ја регулира рамнотежата на човековото тело и тонусот на мускулите. Тој придонесе за подобро запознавање на функциите на малиот мозок и лекувањето на некои заболувања на тој дел од мозокот. 1950 година умре рускиот балетски играч и кореограф Владимир Фомич Нижински, можеби најголемиот во историјата на балетот, чија кариера како балетан траеше само 4 години, бидејќи во 1917 година заболе од неизлечлива душевна болест. Неговите креации никој не ги надмина, а скоковите во балетот, сонот за розите, поради невообичаените височини и убавини, влегоа во легендата како недостигнат идеал. 1971 година во Лондон почна првиот конгрес на ромите кој траеше се до 11 април. По тој повод Организацијата на Обединетите нации го прогласи овој ден за светски ден на ромите. 1973 година во својата вила во малото место Мужен на француската ривиера умре Пабло Пикасо, шпанско-француски сликар, еден од најголемите светски сликари. Тој е основач на кубизмот. Посебно место во неговиот уметнички опус заземаат композициите Госпогицата од Авињон, Герника и големата зидна слика во палатата на УНЕСКО во Париз. Тој се соживеа со скопската трагедија од земјотресот во 1963 година и беше меѓу првите кои се огласи на солидарната акција за собирање на уметнички дела, испраќајќи ја својата позната слика Глава на жена. Роден е во Малга, Шпанија на 25 октомври 1881 година. 1990 година непалскиот крал Бирендра ја укина забраната за работа на политичките партии, која беше на сила 30 години. 1993 година Република Македонија воспостави дипломатски односи со Нов Зеланд. 1996 година Република Македонија и Сојузна Република Југославија потпишаа договор за нормализација на односите. 2012 година во Канада, во Сатон Вест, умре Методија Тет Петков, најстариот македонец во светот, кој на 31 јануари го прослави 108-миот роден ден. Петков на јубилејната прослава по повод државниот празник 8 септември, на покана од генералниот конзул на Македонија во Торонто Драган Гурчевски, го подигнал македонското знаме во паркот пред парламентот на Онтарион во Торонто. Роден е во селото Цапари, Битолско, а во Торонто се доселил во 1930 година.
како пасиониран колекционер на спортски автомобили. Речи си до последните денови од животот го возел својот најнов Форд Мустанг и секојдневно активно играл голф со неговите пријатели.